Авантурите на Ланселот, средновековна приказна. Имаше многу храбри витези во служба на кралот Артур во дворецот Камелот, но најголемиот јунак од сите нив беше Ланселот. Од денот кога неговото име волшебно се појави со златни букви на тркалезната маса, на која можеа да седат само најзаслужните витези, никој никогаш го немаше поразено. Надарен со неверојатна сила и остроумност, Ланселот сепак имаше една слаба точка. Од мигот кога погледот му застана на Гвенвир, неговото срце беше врзано за низиното. Меѓутоа, сопругата на неговиот крал беше последната жена на светот во која требаше да се залюби. Душата му се раскинуваше од мака и јад, па Ланселот го оседлал својот коњ, решен да го напушти Камелот и веќе никогаш да не се врати. Тој галопираше со денови во шумата кога најде на еден старец кој го замоли: "О, витезу, една благородна девојка е затворена во кулата на оној замок и само храбар човек колку што си ти може да ја ослободи. Те молам, спаси ја." Ланселот не чекаше да му се каже два пати. Го збодна својот коњ во галоп, стигна до замокот и со мечот в рака се втурна во кулата. Потоа, туркајки со рамото, ги кутна железните решетки од келијата во која девојката беше чувана како заточеничка. Ланселот ги најде девојката окована за дзидот со огромни синџири, кои при допирот на неговото сечило волшебно се распаднаа. "Конечно слободна," девојката извика. "Јас сум лејди Илейн, ќерката на кралот Пелес. Вештерката Моргана ме зароби овде со магија која може да ја скрши само најхрабриот витез. Ти го должа мојот живот. Како можам да ти се заблагодарам?" "Дозволи ми да те одведам во твојот дом," ја одговори Ланселот, качувајќи ја на своето седло. На пат кон дворецот, кралот Пелес во Карбонек поминаа низ запустени предели погодени со суша. Свенатите класија лежеа во правливите полиња. Длабоки пукнатини ги сечеа присушените речни корита, а изнемоштени луѓе седеа пред своите домови, очени зјебајки во празно. "Поради што е ово пустош?" Ланселот ја праша девојката која му одговори. "Од денот татко ми беше ранет. Клетвата го погоди нашето кралство. За жал, никој досега се уште не успеал да го излечи." Кога стигнаа во дворецот, кралот Пелес поита кон својата ќерка, со солзи во очите, па се сврти кон Ланселот и му рече: "Немам зборови да ти се заблагодарам што ми ја врати ќерка ми Илейн здрава и жива. Те молам, остани со нас некое време за да те наградам." Ланселот се согласи, но не ни насетуваше која беше вистинската причина за таа покана. Според едно древно пророштво, нему и на лејди Илен им било пишено да имаат син кој ќе порасне во најблагородниот и најчесниот витез кој ќе ги излечи раните на кралот Пелес. Принцесата набргу се влюби во својот спасител, но Ланселот не можеше да ги возврати чувствата, зашто никогаш не ја заборави Гвенвир, решена да го освои неговото срце. Лејди Илен побара помош од една добра вештерка која ја даде љубовна напивка и рече: "Истури ја во неговата чаша и Ланселот конечно ќе биде твој." По првата голтка, умот на витезот се помати од магијата. Тој ја гледаше Илен како Гвенвир и се ожени со неа уште истата вечер. На големото задоволство на кралот Пелес, меѓутоа утрината, кога помина дејството на напивката, Ланселот свати дека направил грешка и ги избега во шумата. Во меѓувреме, во Камелот тој им не го стигаше на сите, па братучет му сер Борис замина на пат да го бара. По неколку месеци тој стигна во дворецот Карбонек. Лејди Илен само што беше родила бебе. Откако Ланселот си замина од дворецов, немам слушнато ништо за него. Те молам да го најдеш и да ми дојдеш да кажеш како е." Сер Борис трагаше по својот браточет во шумата и го најде слаб, со искинати алишта и долга брада. Ланселот стана татко и син ти ќе ги залечи раните на оваа земја. Веста го исполни срцето на Ланселот со толкава радост и гордост, што откако си ја врати силата, поита кон Кварбек за да биде со своето семејство. Од тој ден, Ланселот и Илейн си живееа среќно, а на својот син му го дадоа името Галаахад.